Гласови се викаше проектот. Значи, не знам дали сум ви Имаше кажувал. некој живи што требаше Не, да... сега ќе ти кажам. Значи, не знам дали сум ви кажувал тука во емисија, дека бев директор на Државен архив, објавив у 9 тома илинденски сведоштва. Тоа е фонд кој што се чува у Државен архив на оригинални сведоштва кои што државата ги направила на почетокот на 50-тите години, додека биле уште живи илинденците. Значи, луѓе што учествувале рецимо на 20 години у Илинденско востание, на 30 у прва, втора Балканска, до 50-та више имаат колку? 5-60 години, 70, и државата повикала да дојдат да докажат дека учествувале у тие борби, за да можат да повлечат, да добијат одредени државни погодности, евентуално пензија. Ја ги открив тие кутии. Мислам, они беа откриени, ама не објавени. Ги расчешкавме добро и ги објавивме у 9 тома. Тоа е едно 9000 страни. И таму има неверојатни приказни. Значи, многу добри приказни има. Луѓе у прво лице биле делови од чети, знамето пробушено, овој го рани, оној го рани, вака, така. Веројатно и тука има приказни малку надувување, за да дојат до некакви привилегии. Меѓутоа, ако се кроспост, ако им се направи, ако се вкрстат, може да се направи добар мозаик и да се даде одговор за што се бореле. Сега тука да не навлегувам у детали. И сега ние земавме од тоа и беше идејата да направиме документарно игран серијал сведоштва. Значи да викнеме, не знам, Сашо Коцев, и да ги наснимиме некои од најинтересните работи, да направиме серија. И тоа го заустави овој. Како се викаше, не ми текна. Го забор, се прашуваат не е битно, Медо, да, како му беше. Значи он дојде, све заустави. Со причињата интересни нешта имаше такво. Добро се, уметник беше, али беше екстремен онака лев фундаменталист беше он. ВМРО да не чуе, да не смисли. Па не може да биде лев фундаменталист, ако бил лев фундаменталист, он би го одобрил проектот за гемиџиите, например, пошто тие биле најлеви фундаменталисти, најлеви анархисти биле. Нема, знаеш што е работа? Они мислеа дека тие проекти, добро, и беше расширено дека на тој начин индиректно ВМРО му плаќа на овој за да учествува у креирањето на пропагандата. Медо беше фатен со Јадран филм, ше ми правеа некој таму милион за мене. Не, против Јадран филм он поднесе тожби. Па нешто со други сега, ама Јадран филм беше со ВМРО. А тој газата на Винко на Јадран филм, тој му беше заменик министер за пропаганда на Туѓман. И он ја има работено целата пропаганда нарација пред Олуја, пред финалната пресметка таму у тоа Книн, 95-та, и ми има кажувано човекот како ги подготвувал радиостаниците, тајно купувале, правеле мрежи таму трт-мрт, и тоа го знаеше Грујо и го викнаа човеков, пошто он го после као награда од Туѓман му го даваат Јадран филм. Јас сум бил у студиото на Јадран филм. Таму е едној автобус од којто таму пева, има огромна гардероба со нацистички униформи, со све. Многу сериозно студио. И овој го купи, го приватизираш. Нешто го цимаа у Хрватска за тоа. Беше онака прогласуван за туѓманист, не знам што, за новопечен богаташ. Меѓутоа, у полето на пропагандата човекот сериозно се разбираше и го донесува тука да ја направи таа серија. Горан Тозија, да. Тозија укина. Укина и тоа, укина и линденски сведоштва, све укина. Има една провокација од Авни Гани, морам да ја прочитам. Вика, Васко Ефтел тврди дека ВМРО никогаш не придонели или не направиле за Македонија ништо. Мислење, Филип, на тој коментарот. Па не знам сега, тоа е многу широк поем. Добро, таа теза ја држат доста, да речеме, леви фундаменталисти одржава дека ВМРО историското зборам никогаш ништо не направило за Македонија. Јас апсолутно не согласувам со тоа, ама прашањето беше наменето за тебе, па можеш. Не може такво прашање да добие прост или краток или симплифициран одговор. Имаш време, колку многу е комплицирана историјата на ВМРО. Многу е комплицирана. Ама можеме априори да кажеме дека придонеле апсолутно за тоа денеска македонците да имаат самостојна и независна држава. Па јас ја држам таа теза. По мене тезата е дека ВМРО има континуитет до 90-та.
А по мене, ја мислам дека е прогонувано од страна на тајните служби после 45-та година. Знаеш кој дел е најпипав, најпроблематичен? Што по доаѓањето на бугарите, првенците на ВМРО се поставени на битни позиции во Македонија. Да речеме, шеф на полиција у Крушево е син му на Питугули. Не е син, внук. Син му е. Мислам дека е внук. Небитно, значи, Да. не е, Да, нели да. сега ние викаме окупатори овона, овдека на Питугули лозата на власт. У Куманово внук на Гоце Делчев, кмет. Значи, тука тој дел е проблематичен. Ние не сме се уште зрели да го соджвакаме тој дел. И многу е комплексна таа историја и гледам дека никој не ја фаќа, пошто не му се дискутира, пошто одма го етикетираат бугарофил, оваков, антимакедонист, ваков, таков. Ние, мислам дека не сме доволно зрели како нација да ги погледнеме сите тие и добри и лоши страни. Сега, значи, ние на Конгресот 95-та во Кичево, кој што беше втор на ВМРО ДПМН, Прилеп е првиот 91-а, 95-та е втор. Од втор, со конгресна декларација, прогласивме дека е 10-ти конгрес, со што го земавме историскиот континуитет со ВМРО од, нели? Историско. Да. Сега, на тоа ВМРО, на кое што го земавме континуитетот до 90-та година, председател или водач или прва фигура му беше Ванчо Михајлов. До 24-та беше Тодор Александров. И ние сега го фативме тој континуитет. У тој континуитет си ги зијаме добрите работи. Нели Ванчо бил бестрашен, војвода, ваков, таков, му се плашеле сите, се борел ваму таму. Меѓутоа, ликвидација у Софија утепувале едни, други, трети. Меѓутоа, кој ќе прашат, ама чеке се, да не се залагал Ванчо за Швајцарија на Балканите, да не викал дека сме ние бугари и така натаму, тука више настанува едно замаглување и тилт. Не се збори на таа тема. Така што у тој дел ја не можам да ги расчистам дилемите што ги има публиката. Сугерирам секој да се истражува, да си проверува што како. Ако ги интересира повеќе историја, ја истражувам одредени работи на мојот канал. Например, до детали ја имам скицирано, разглобено и снимено докторската дисертација на Зоран Тодоровски. Таа е ВМРО 24-34. Мислам дека во Македонија никој нема напишано попрецизна, појасна и подетална историја на историското ВМРО. Ама има одредени, да речеме, точки кои што предизвикуваат вака немир кај луѓето. Значи, сите овие работи кои што ги спомна се историски факти. Че ништо од ова кој што го кажа не го излажа. Да, дури ќе да се надоврзам на тоа што го збореше до сега, внук му или син му на Питугули, јас пошто имам потекло од Крушево, имам слушното дека е внук негов, тој кога се самоубива во кафеана. Или го самоубиле. Се самоубива во кафеана, таа е приказната. Кога си оделе бугарите. Да, кога си оделе бугарите. Сега, што ми беше поентата? А зашто би го... Еве, ја едно реторичко прашање. Зашто бугарите кога дошле овдека и окупација направиле, или што и да е, го поставиле некој од линијата славна на Питугули да биде шеф на полиција? Нели полиција обично органот со кој што ја вршиш принудата и контролата насилно врз структурата што ја владееш. Ама Филип, фактичка ситуација е дека правеле насила и присила врз тамошното население. Јас, например, имам баба која што... Ма ја не го спорам тоа. Не го спорам. Дали имало за време на Втората светска војна панихиди у сите градови за сите водачи на ВМРО? Имало. За Тодор Александров, за Гоце Делчев, за свежиот. Имало, не спорам. Малку тие работи не сме ние спремни да ги погледнеме
низ Знаеш друга. што сега да ти кажам? Овај, да. Мислам, ние го почнавме муаведот околу историската улога на ВМРО. Без разлика на сите добри и лоши страни, страни кои што внатре у ВМРО влечеле кон Бугарија или влечеле кон независна Македонија, да не постоело ВМРО, ние денеска немаше да имаме држава. Историското ВМРО, затоа што идејата за Македонија, во каква и да е форма, се појавува во тоа револуционерно движење. Тоа е на на Стојан Христов прочуена мисла. Не знам. Од Херои и убици книгата. Не знам, мислам не сум ја читал. Ова мислам ми е Тој бил мое книгата негова размислување. била на маса на американски председател. Влијателен писател у Америка. Имигрант од нашите простори. Мое размислување Но кој што и пробугарски настроен. произлегува од дебатава, значи без разлика на се, немало денеска да има оваа држава во овие граници ако не постоело такво револуционерно движење. Сега процесот на развивање на некаква самосвест, идентитет, национална држава и така натаму, е процес кој што го поминале сите држави претходно. Јас она кое што се случува со револуционерите и не знам, македонско-бугарските односи го споредувам со тоа што се случува во САД, која се случува практично тамо војната за независност. Затоа што ти имаш едно прашање кое што логично се поставува. Џордж Вашингтон што е? Првиот американец или англичанец? Британец. Или британец, да. И штото можеме да го поминеме со било кој од тие. Но фактичката состојба е дека тие луѓе се основоположници на американската држава. И тука треба да се развива нашата дебата, затоа што овие работи кои што ги збориш се непобитни историски факти. Тие не треба никого да плашат и не треба на никого... Мене иш не ме плашат.